Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето од Струмица го заокружува одбележувањето на детската недела која започна на 3 октомври, а која секоја година се одржува во првата полна седмица од месец октомври. Одбележувањето оваа година започна со повеќе ликовни активности со учениците од основните училишта, а го продолжи со приемот на првачињата во детската организација. Денес беше отворена изложбата на ликовни и литературни дела кои пристигнале по претходно објавениот конкурс. На која што оваа година и децата цртаа и пишуваа, беше и децата се прашуваат. Колку тие одговорија на она што бараше ова мото, ќе може сами да се уверите од цртежите кои што се поставени тука во холот на домот на Арама. Меѓутоа, дел од овие ликовни творби се наградени. Исто така и дел од литературните творби кои што пристигнаа во домот за деца и млади се наградени. Во делот на литературните творби за изборот на најдобрите одлучувале двајца професори по македонски јазик, додека за ликовните дела одлучувал професор по ликовно образование и културен работник. Дел од децата ќе бидат наградени, а дел не. Меѓутоа тоа не значи дека децата не треба и понатаму да творат. За тежината и суштината на она како одговорија децата, ќе видиме во дел од наградените творби кои што ќе бидат во потоа, после отворањето на оваа изложба, доделени наградите на самата манифестација од страна на нас како институција. Меѓутоа, тоа не значи дека оние останати творби кои што пристигнаа до нас и оние литературни и ликовни не го заслужуваат целосното внимание на нас и на публиката која што доаѓа и редовно ги прати нашите настани. Од Домот за деца и млади веруваат дека со сите активности кои досега ги спровеле достојно се одбележала оваа недела на најмладите. За Војдина информираат дека и понатаму ќе продолжат со организирање на слични настани, преку кои ќе се посвети поголемо внимание на децата.